Православните верници во земјава денеска го слават Бадник, денот пред Христовото раѓање. Повеќе обичаи и верувања се поврзани со Бадник и Божиќ. Коледарчиња, Бадников оган, Бадникова вечера се само дел од обичаите кои се практикуваат кај нас. Семејството на Бадник се собира на заедничка вечера и според обичајот, оваа вечер не се оди на гости, се прави богата постна трпеза. Последните 10 години во Куманово се организира и Бадникова поворка, а денешната беше најмасовна досега. Поворката со дечињата тргна од Соколански парк, пеејќи ја песната Вечниот Бог, најавувајќи го на достоинствен начин Христовото раѓање. Инаку за бадникарски пакетчиња пријавени се 450 дечиња. Повеќе детали за денешната активност на Сдруженијето Бадникови поворки од Ружица Денковска. Многу сме радосни што денеска по 10-ти пат во Куманово се случи Бадниковата поворка по повод големиот христијански празник Бадник. 400 и нешто плюс дечиња учествуваат во поворката, направи едно прекрасно жолто златно звездено небо со овие прекрасни звездички, го најавија Христовото раѓање на еден торжествен, величествен начин. Многу се радуваме заради тоа, споделуваме љубов. Поворката тргна од Соколанскиот парк во 9:30, се движеше до плоштадот. На плоштадот има прилика дечињата да проследат кратка културно-уметничка програма која што исто така ги допре срцата на сите присутни. Потоа продолжи до Занајчискиот дом каде што беа доделени пакетчиња за секое дете. Благодариме на општина Куманово, на хуманитарните организации од Куманово, на добрите граѓани кои што исто така се потрудија да обезбедат дел од пакетчињата. Таму ги доделивме наградите од конкурсот, литературниот конкурс кој што претходно беше распишан. Третата, втората и првата награда и за основците и за средношколците си добија пригодни подароци. Така, во текот на овој ден споделувавме радост затоа што раѓањето Христово е навистина радосен настан. Тоа е единственото ново под сонцето. Христос се роди.